Гледате дека и во земјите каде што е тргната и масовната вакцинација, кај нас кој што се уште не, ние имаме вакцини само за здравствениот персонал, бројките соодветно на почитувањето на мерките и одредени периоди од годината се зголемуваат или паѓаат. Во моментот и кај нас и во земјите каде што имаме масовна вакцинација, бројките се зголемуваат за жал и доминантно според извештаите од здравствената комисија тоа е заради непочитување на мерките за лична заштита, односно олабавување на делот на одговорноста од страна на граѓаните во делот на носење маска, дезинфекција, бегање од групни дружби и така натаму и така натаму. Вакцини во нашата земја имаме повеќе од 11.000 стигнато, 4.380 вчера беше објавено од министерот точната бројка на вакцинирани здравствени работници и продолжуваме понатаму со таа вакцинација. До крајот на март ги очекуваме следните вакцини кои што ќе почнат веќе да се користат и следните групи на граѓани кои што се согласно протоколот на здравствената комисија. Тоа што можам да го објавам е дека до крајот на март очекуваме од ковакс механизмот да стигнат 33,6 до 15 април 67,2 илјади или 67.200 или точно 31 март и 15 април 100.800 вакцини по ковакс механизмот. Очекуваме од Pfizer исто така конечна потврда, заради тоа што таму беше ветено дека до крајот на првиот квартал, тоа е крајот на март, очекуваме и кинеските вакцини, можно е да стигнат. Лично се надевам дека дополнително ќе ни помогне кинеската амбасада и нашите врски со Кина, за да можат тие 200.000 кои што се нарачени, подпишани протоколи и слично, да стигнат до крајот на месецот, затоа што го чекаме и во посета кинескиот министер за одбрана, па би било скодно да направат дополнителни напори да стигнат вакцините од Кина. Рускиот амбасадор е целосно посветен заедно со нашиот министер Венко Филипче за обезбедување на следните количини од Спутник, од тие 200.000 кои што се нарачани, а овие денови ни соопшти од Европската унија дека ќе треба да правиме и промена во законот заради обезбедување на гарантен фонд во државата за последици евентуални од Pfizer вакцините, за да може да се убрза постапката и од Европската унија за добивање на вакцините. Ова го кажувам во сплот на сите активности што ги правиме како опиди да набавиме вакцини од секаде, каде што тоа е возможно. Јас се надевам дека до крајот на месецот март веќе ќе имаме вакцини за да почнат и другите групи освен здравствените работници. Кон AstraZeneca вакцината која што ние ја очекуваме преку ковакс системот, сметате ли дека ќе има отпор помеѓу населението токму за ова вакцина и како ние ќе се однесуваме со руските и кинеските вакцини за кои што пак Европската унија вели дека граѓаните нема да можат да патуваат доколку Ставот на нашата земја пред се на здравствените работници, но и на политичкиот врв на државата е дека сите вакцини кои што се потврдени од соодветните здравствени институции се секако здрави. Ако кинеските вакцини се здрави за граѓаните на Кина, се здрави и за нас. Исто така и руските, исто така и европските, исто така и американските вакцини. Впрочем, ние имаме нарачено од сите вакцини кои што постојат. Она што досега го знам дека таа тема на дебата за AstraZeneca веќе е отстранета, иако во поново време пак се појавува во некоја земја и верувам ќе биде отстранета, посебно со тоа што ќе го соопшти Европската здравствена институција за лекови. Не го знам точното име, а знам дека денеска утре треба да има став за тоа, така да нема да се дозволи во нашата земја ништо што е барем со промил ризик да биде употребено. Ги следиме сите здравствени укажувања, решенија, одлуки, постапки и секако најмногу внимаваме на здравствениот аспект. Јас сакам да искористам приликата да апелирам секако до граѓаните да се пријавуваме за вакцинацијата, заради тоа што само на тој начин можеме и да победиме пандемијата.